Повеќето јавни предпријатија од источниот регион се во тешка финансиска хаварија и ги живеат најтешките денови во работењето. Сите заедно по различни основи должат милиони евра. И како ќе се извлечат од колапсот, никој не знае. Иако се предпоставуваше друга слика, најголем должник е најголемото предпријатие од регионот, Штипски Исар. Таму долгот стигна до неверојатни 5 милиони евра и новото раководство е ставено пред свршен чин. Јавното предпријатие Исар е во долг од 290 милиони денари и тоа последните основи, околу 220 милиона кон Министерството за финансии за кредитот од ЕБОР, кој што е земан пред 20 години. Ние од тој кредит, откако сме ново раководство, со помош на општина Штип, раздолживме 2 рати, односно околу 7,5 милиони денари и понатаму ќе фатиме динамиката на раздолжување, на репрограмирање на долгот. Исто така 60 милиони имаме долг кон добавувачи, од кои 30 милиона се кон добавувачот за електрична енергија и 13 милиони денари од самопридонесот имаме долг кон општина Штип. Втор голем должник е јавното предпријатие Комуналец од Свети Николе со долг од 1 милион евра. 9 месеци не е платено ниједна фактура спрема системот Злетовица. На системот Злетовица јавното комунално предпријатие должи неверојатни 16 милиони денари. Имаме долгови по основ сервисирање на југо, лади и стари возила, кои што во претходната година и пол две се исплатени неверојатни 2,5 милиони денари, од кои што уште 3-4 хиляди се уште должиме. Имаме долгови спрема некакво одржување на депонијата во износ од 2 милиони денари. На списокот големи должници се и јавното предпријатие Солидарност од Виница и Плачковица од Карбинци. Јавното предпријатие Солидарност е заглавено во долгови, има неисплатени обврски спрема вработените и има доста долгови спрема доверителите. Долгот на јавното предпријатие може да се каже дека изнесува над 10 милиони денари. Долгот кој што го наследевме во јавното предпријатие Плачковица е некаде од 19 милиони и 700 илјади денари или практично околу 320 илјади евра. Но еве во овај временски период од месец време како сум градоначалник, полека раздолжуваме оноку колку што можеме во рамките на можностите на јавното предпријатие. Иако овие и некои други јавни предпријатија од регионот имаат огромен финансиски товар, снабдувањето со вода на граѓаните нема да дојде до прашање, тврдат одговорните, но многу други значајни активности не доаѓаат во предвид, бидејќи пари за тоа ќе нема уште долго. Единствен начин сериозно да им се помогне е владата, која најави отпис на некои камати и застарени долгови на јавните предпријатија.